Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме заедно со вас и денеска ќе подготвиме еден убав посебен специјалитет кој што ќе ви се допадне, но и гостинот кој што ќе биде заедно со мене во нашата емисија е ваш омилен пријател, омилен човек, омилена личност. Малку ќе во оставам да помислите кој е тоа, но ние на почетокот, откако вас ве поздравуваме нашите ценети, се разбира, гледачи, ги поздравуваме и нашите пријатели на ова емисија, тоа се пријателите од Стокомак, и затоа да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Да погледнеме дел од производите, многу пати велам јас, можеби ќе ви бидат потсетник за нешто што вие дома го немате, а да си го имате и во вашиот дом. Дел од производите или зачините се на нашата масичка, во фрижидерот исто така намирници и сите оние намирници кои што нам ни се потребни за секојдневниот рецепт ни пристигнуваат од нашите пријатели од Стокомак. Да ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, обоени во црвено. Еве, Македонка обоени во црвено, рафтовите со добро позната налепница, каде што вие, драги мои, ќе си ги купите производите со македонско потекло. Купувајќи ги производите со македонско потекло, ги стимулирате нашите македонски производители кои што неуморно работат за нас. Ги поздравуваме и ние од овде, од нашата емисија. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од продавницата МОС. Продавницата МОС се наоѓа на булеварот Југославија. Повеќе пати повторувам дека поранешната пластичарска улица, така ја нарекуваат, на самиот почеток до мостот, од десната страна, со убави стакленици, ќе забележите со многу убав надпис каде што пишува МОС, и внатре ќе си најдете точно апарати за вашето домаќинство и за вашето пошироко домаќинство. Се она што вам ви е потребно. Ние овде исто така употребуваме апарати од нашите пријатели од МОС и не грижете се доколку сте со ваше приватно возило, имате каде да го паркирате, затоа што тие имаат собствен паркинг и е бесплатен. Уживајте во купувањето во продавницата МОС. Ете, си ги поздравивме и нашите пријатели кои што се заедно со нас во секоја наша емисија, а време е да го представам и нашиот гостин. Како што реков, многу мина ме праша, одговорив кој ќе биде денеска гостин и испратија грз поздрави доаѓајќи до нашето студио овде, до нашата емисија, и јас ќе му ги пренесам од се срце, затоа што тој е многу омилен помеѓу сите нас. Доктор Никола Пановски е нашиот гостин. Добре ми дојде, јас ќе ве гушнам за сите. Ете така, добре ми дојдовте. Бидејќи многумина ве поздравија од сестраца. Браво, Дракче, вистински избор си направила. Доктор Пановски е нашиот омилен доктор во куќата. Благодарам. Значи, како се вели, кога некој така силно се поздравува, тоа значи дека вашето работење е онака како што треба, достоинствено. Па да, во последните години имав можност да тоа што сум го учел и што е моја мисија како професор да го пренесам и на не само на студентите, туку на пошироката јавност. Така да многу луѓе ме разбираат тоа што го кажував и во времето на корона. На пандемијата, која беше страшно. 4-5 сата со одговарање на совети, гледање на лабораторски снимки и така надверојатно тоа е. И моите настапи понатаму во медиумите, сега имам по 3-4 и давам совети, иако сега имам многу повеќе време отколку кога. Многу беше убаво. Луѓето чувствуваа сигурност со вашата појава. Со твојата, да кажам, со твојата. Повели од овде. И јас ќе бидам до мојот пријател Шпорет. Инаку само да дополнам дека најмногу омилен сум најмногу кај луѓето што ми се генерација или пензионери, особено женски пол, кои се бајле ги гледаат емисиите. Вутринска ми се случувало да кај младите луѓе ќе отидам негде на мајстор или нешто
и ќе влезат родителите на момчето и ги речат: "Леле, кој дошол ти што и ќе почнат да дадат мезиња?" Младиот не знае пошто не гледаат, младите не гледаат телевизија. Така ли? А ова наша емисија пак ја гледаат и помладите Да, и секако. повозрастните. Одлучивме да направиме една постна проја. Те запрашав: "Докторе, готвите ли?" Рече: "По нешто само." Да, значи не сум многу љубител значи, да сега готвам. особено кога сум пензионер, сум дома, немаме жена како порано и децата порасна. Најмалата е веќе 15 години. 3 деца имам. Сопругата работи до кај 7 навечер, така да понеделник, вторник, среда и петок јас треба да организирам ручек. Што треба Еден да ден се земам од тештата ручек, а сабота и недела, особено недела, сопругата е дома, особено во недела и сите, ако не е син ми на утакмица, ракоме, сме петорицата на ручек. Така да има едно 4 дена во кои треба да организираме. Едниот ден, као денеска е, керките ќе направат. Обично некои пасти прават. Сега ќе направиме лесен, така. да го запаметиш. Нешто печам во рерна полусмрзнато, знам дека не е многу здраво, меѓутоа е ефикасно за пола сат. Така. Купувам готова храна, да не спомнам себе Така. од каде, меѓутоа доручиците се мои, да речеме, пржам лепчиња, тортили правам, тоа многу го сакаат керките и другарките нивни. Сепак имате Да, и значи ставам можности. павлака, па Така. кашки си и ги печем на Кога на тостот прилика тоа. Се разбира, знам да испржам јајца и нешто друго на брзина. Кога ни беше гостин доктор Вело Марковски, тој пак знае многу да готви. Дури јас се изненадив на неговите вештини и си закажавме турнир на сукање пита. Да, он е нешто помлад од мене, ама е многу активен и може да му Многу, честитам у секој така. полиња, а кај него дома сум пробал нешто од неговите Вистина. специјалитети. Јас ќе Кажал го- ова од мене и така натаму. Точно, вистина. Јас ќе го подмачкам Пошто сме пријатели. нашето тавче со масло и ќе го оставам настрана, а тебе ќе те замолам да ми направиш едни на коцкички тиквички, а едните изрендани, за да ги ставиме во оваа наша проја, која ќе биде многу лесна и дома еден ден ќе ти замени во рецептите Добро. да биде лесно. Ова коцките колка е како за таратор, вака да ги сечам, Така, па вака. малецки, да, помалецки да бидат. Ете така. Добро. Лесно. И 34, рече така, вака, добри се? добри, одлични. Пензионерските денови течат, Да. пријателите сакаат. Имате ли некој спорт освен Тенис. велосипедите? Со тенисот. вело што кажуваме, сме и партнери во дубл. Играме значи на играте. турнири, на докторски првенства, на балкански надвор од земјава, инаку редовно. Значи тенис играм, сум бил и кога бев над 50 години кога направив. Браво. Бев и државен првак ветерански, меѓутоа кај нас Ете, тоа не го знаев. пара сега ако треба да играм со луѓе што се над 50 години, не сум конкурентен толку. А така ли? И велосипедизмот, тоа се така. Додаваме интегрално брашно. Сега ќе го додадеме и пченкарното брашно. Ете така. Ја вака со левава може им изгледам неспретно на луѓето, меѓутоа немам гајле. Навикнати, а Што помага во тенисот обично? велат дека луѓето кои се со лева рака се надпросечно интелигентни. Па сега. Па тоа е докажано според личноста до мене. Сега ќе одиме со малку минерална вода. Ајде, да го направиме тестото. Да не биде ни многу меко, ни многу тврдо, затоа што тиквичките ќе пуштат. Имаме и минерална и обична вода. Ете така. Одлично, браво. Супер. Супер одлично. Инаку веќе година и пол престанав да вечерам, тешко ми делува на психата, ама замислете сега не сум замашала, ама бев уште 15 кила по. Значи, треба Морав да се откажам од тоа од задоволство, вечерот. инаку сите кои ќе си легнеа, ќе земе ракичка, мезе, Зошто нека сите серија. велат дека навечер посебно им се јаде? Зошто е тоа така? И многу тешко е. Па, Одлично, Јадењето е уживање. И Сите сега луѓе ако ви велат, влезе, абе како како ми што ми доаѓа легло мене. навечер да да, во да навик јадам. како ви влезе, тоа е Додаваме еден вид масло. на уживање, како што се алкохол, цигарите и почнате зависни да станувате. И сакате да јадете И и не е навечер. лесно да се откаже човека, меѓутоа не е добро за здравието, за сонот и така натаму.
и станување ноќе, пиење, течно Инаку се се гледа пиење. по мене, иако сите ме гледат на велосипед, Така. проаѓам по 7-8 илјади километри годишно. Сакав да Играм запишам. тенис, сите се чудат зашто не сум слаб. Не сум слаб, зашто сум гурман. Гурман, зашто ми се јаде, ете така. Рековме во пандемијата сите очекува оние позитивни работи. Дали е до крај или до... Добро е, доволно. Колегите исто така, како и доктор Вело. Сите очекувавме да ни кажете совети што и како да постапиме, но ете тоа е зад нас како една добра поука или лекција што велиме за се она што ни се случуваше. Сега овие пролетни вируси, овие што се како велиме изненадувачки или се тука присутни, како што вие самите го тоа кажувате убаво, присутни кај нас, како да се заштитиме од тие вируси што ни прават проблеми? Па сега како да се заштитиме? Тешко е, ја и како пензионер, па 2 пати имав настинка, уште имам последици од 2 недели, 3 ми траи, една претходно. Ова кашница ја кажува долга. Со кашлање, сопругата ма имаше ларингит, 3 недели не зборуваше, што некош и не е лошо, ама многу е 3 недели. Сакате го како се вели, не е лошо за жена да не може да зборува. Ама не стално. Ама не постојано, да. Така да ја пуштит. Да се заштитиме, не може да станеме имуни. Значи здрава храна, повеќе на свеж воздух, кога не е загаден, значи тука е проблемот главен. Второ, треба да видиме контакт со вирусите цело време, бидејќи така стануваме имуни. Ако ви го се повлечете, борам повеќе за децата, кога ги повлечете 2-3 години и ги очувате, да бидат надвор. Оно ќе страда, Така. ќе отиде одеднаш. И ние страдавме после короната со тие изолации. Ако се сеќавате, И сите некако 22 кога почнаа школите пак да работат, многу имаше инфекции, чести инфекции од други вируси. Крилашички со. Најдобро да заштитиме, најмногу може да ги заштитиме другите. Кога сме настинати, И излегување на воздух. Да не одиме кај други луѓе, ако мора да одиме со маска, да седиме дома, да се лекуваме, особено во затворен простор и да особено повозрастните луѓе, постарите да избегнуваат затворен простор со многу луѓе. Кај младите тоа не може да го забраниме, тие се отпорни, мислам големи. Фактички младите луѓе се тие што тиквичка ги пренесуваат вирусите, ни ги носат дома. Има статистика тие што имаат деца во основна школа, што излегуваат постојано. не во градинка, бидејќи во градинка децата не шетаат насекаде. Во школото шетаат меѓу себе. 30%, значи родителите или баби и дедовци, што имаат тинејџери дома во фамилија, особено поише, 30% почесто оболуваат од вирусни заболувања. Сега на кој? На големото? На кое ќе ви биде лесно. Ова е најлесно, ама да не е на многу. кое ќе биде лесно, без оглед. Имаме квадратчиња и сосема малку ќе додадеме и ренда на тиквичка и ќе ја поставиме за печење. Така да сега може да здивнеме со вирусите. Тие бидат многу помоцни. Кој ќе престане ова влажно време, ќе се отвори. Има ли вируси во многу топло време? Има цревни вируси, понатаму има вируси како загадувачки што да. Отфрлени отпадоци, како што ги имаме. Да, цревните инфекции, особено жолтицата и други ентеровируси се почести во лето. Ова кога има поплави се исто така чести кога има загадување, како сега што има поплава во Батинци таму. Тука сега мора да се внимава да таа вода затоа што канализациона за може жал има изумрени измеша со водата, животни, да, така. и со водата и да влезе во земјата. И Значи тука сега треба да превриваат водата и се што јадат да јадат еден период. обработено. Да обработено. Многу е баш сега А респираторниот вируси се исклучок на короната, која беше исклучок, пред се шират во зимно време. Грип е ретко, после таму мај месец натака нема, ќе одмори. Ќе одмориме од грипот, но овие летни вируси со ѓубриштава што ги има насекаде се страшни. Да. Се страшни и алергиите. Да, и миењето на раце се надевам дека ковидот една позитивна работа е што луѓето почесто ги мијат рацете и им е навика голема да стане дека навика. Тоа е многу постојано. И совет. Ето така. Лесна ќе биде ова наша Да. за брзо доручкување. Рековме вечера нема.
Да. Ете така. Добро. Кај нас сопругата пости ги. Пред великденски пости секогаш. Така, И великденски. издржува секој час. Одлично. Нели тоа се вели постот е со желба на самиот себе. Да. Јас ги постев порано сите пости, но сега здравствено не сум силна. Да, тоа се Поради многу таблети, многу пиење и затоа одбегнувам. не се препорачува. Но не јадам месо. Да. Сепак во постот не јадам месо. Одбегнувам месо. Вака. Добро. Значи, додадовме интегрално брашно, додадовме пченкарно брашно, 2 тиквички, 1 пecivo, 1 чаша минерална вода, масло, малку водичко, обична сол и сега ќе додадеме сусам и пројата ќе биде Супер. убава. Рецептот, за да го кажам. Да, да. Да. Ме тера да почнам никако да се седам место. Мои другари пензионери имаше готват. Добро вика стај сармата са бајле или гравот, нека крчка па ќе Учи се, возиме учи точка ќе се, шетаме така. у парк па после. Како е она издржливо возење покрај езерото до Албанија и назад? Тешко ли? Па еве, Да. Како оваа се, година- се паузирали или не? не, онака. Негде ќе застанеме да се Така. напиеме нешто. Свети нам направиме пауза. Двајца бевме летоска, значи 90 километри е. Не мора ни пасош да носите сега лична карта, значи кој ќе само ви со текне личната може карта. да се оди, дури и со стара лична карта со Република Македонија, како јас имам се уште. Со лична карта Напуштија, стара, вика. се мислам, да, у тој смисол, важечка. Да, да. Значи, баш има интересно. 3 горници, тие се тешки. Меѓутоа, ја на овие години се уште можам да... Ова ми беше интересно. Кажам, терам. дури со стара лична Дури со карта. тој помлад колега. Одиме сега, колеги. во ред. Албанци таму во Албанија, кога бевме подредец, они го прашуват нешто кач, деме колку години има, и ја викам скоро 70, браво, викат. Сега веќе имам 70. Браво, вика, со 70 години на Убаво е, велосипед. човекот убаво се чувства, прилика 5 сата се трчи, 5,5. Ете така. Одмор има било каде на плажите да се олади човек и така. Убав е тој простор. И тој во Албанија е многу безбеден пат, за разлика од нашиот. Побезбеден? Да, поширок е. Поширок е Па баш. и нема многу А Башка возила. има и да, Нема има многу 30 км велосипедска патека. Поише е за рекреативци, значи 30 км, а и самиот пат е многу широк. Добар е нашиот пат од Охрид до Стругавик, има 2 пата, стар и нов. Така. Најпроблематичен е оној од Свети Стефан до Пештани. Тука има гужва некој, ама ако трнете рано, кога нема коли. И така. Со Тоа е потез. паузи. И до нашето студио дојдовте со велосипед. Да, тоа секогаш ако Каде не во верне. Скопје се кружи? Па најбезбедно ми е Кејна, покрај Кео, водно. да. Значи, од овде Влаe, значи од домот Карпош идам до Влаe и од таму одам до кај што оди стазата 13 километра, Така. кај што завршува патеката. Сега, фала Богу, е слободна, нема мостови. Има мостови, ама не работат, ама се проводни под мостот може Проводи да да може пројдеме. да се помине. И назад, од прилика 26-30 километра, тоа е така. Инаку до Матка се вози. Многу убав пат има на кај Кондово, Свиларе, Радуша. Тоа е покрај Вардар. Значи, Одлично. од левата страна на Жеден, десно е Шарпланина и може, ако има време, човек да продолжи понатаму да излезе кај Желино и да се вратиме по стариот пат за Тето. Тоа е 90 км, исто Тоа е еден исто пат. убав, Некои одат право па до Лешок одат. Планински помлади. предел и убав предел. Убав, да, нема многу нагоре надоле. Така. Така да има доста. Кое место до би го хиподром. препорачиле на луѓето да отидат да искористат еден убав викенд? Па има многу места, значи Маврово, ако е сега за велосипед, Маврово исто одлично околу езерото 30 и нешто километри. Одлично. Понатаму источна Македонија, Берово е многу. Мојот крај. Берово, да. Па и тука Лесновски Виница, манастир, Берово, така, Каменица, Делчево, интересно Сите се и тие убаво. убави, а Охрид ја повеќе го спомнам, бидејќи таму имам стани као пензионер. Дури кога немам друштво некој што да ми сам. Значи 3-4 месеци сум во Охрид. Охрид во сите годишно. 4 годишни времења убав. Ние ќе побараме рецептот на денот за да видиме што се нам ни е потребно, а пројата ни се пече, потоа ќе поразговараме уште малку. Одиме со рецептот на денот. Проја со тиквички.
2 тиквички, 250 грама пченкарно брашно, 150 грама интегрално брашно, 50 мл масло, 150 мл минерална вода, 50 мл обична вода, 1 кесичка пециво, малку сол, 1 лажиче и малку сусам за поросување. Ние ја направивме, веќе дзирна готова е, подпечена. Сега честа е твоја. Да биде и изнесена од нашата печка. Браво! Одлично. Одлично изгледа. И убаво мириса, докторе. Вкусно така ни изгледа. Ете така, многу убаво. Еве нека се подолади малку, па можеби ќе се обидеме да исечеме парче. Јас пред да кажам се благодарам за крај, сакам да запрашам, има ли некој од семејството што сака да биде по твоите стапки? Па еден веќе има, значи првиот брак имам близнаци кои се имаат по 46 години. Така. Женети се со многу бајснајки. Да се здрави и живи. 2 внуки од едниот син кои се 15 и 13 години. Значи едната е полуматурантка ќе бе годинава. Од другиот син имам уште една внука, која е 8 години и внук од 5 години. Значи имам 4 внуци. Едниот од тие двајца работи кај мојата сопруга сегашна, така. Во фирма како втор човек. Повеќе работи, комерцијални работи, меѓутоа со производи од прилика од врска на оптика и така натамочни помагала. Така. И добро меди. Од трите деца што сега ги имам, еден син кој има 23 години на економски факултет, поголемата керка има 20 години, студира моден дизајн, а најмалата која е средно школа и која е најталентирана, има и стипендија за талентираност, победува на републички надпревари, најверојатно ќе оди на медицина. Медицина, наследникот се гледа. Да, бидејќи ги има и сите петки, а гледам дека има и желба. И интерес е, кој имав некој проблем, она вика, ми ставаш инекција овие. Против коагулација, антикоагуланци, така флаксипарин. Без гајле, гледам дека нема страф од крв, кога ја носам на доктор на Забар. Мирна е, прифаќа, ја интересира, така да она може да биде одличен наследничка. Ќе видиме, има време уште 3 години, дека решиме ги така отприка е состојбата. Нели, како велиме, талентот се надгледува од мали нозе. Има ли нешто што ти сакаше да бидеш, а да не беше доктор? Некоја посебна желба? Надвор од посебна желба, сега за спортот и тенисот. За другите желби треба талент. Значи би сакал да бидам, што знам, музичар, пејач, оперски пејач. Операта. Да испеам еднаш на Не сум дорма, па да умрам кога ќе заврши на. Така. Па иријата, понатаму спортист секако. Многу спорти сум пробал, меѓутоа не од едното, од другото, особено со медицината. Професионален спорт во Македонија се луѓе на прсти што можете да ги изброите, треба многу откажувања, меѓутоа кога повторно би пробал, би одел во спортот и веројатно би завршил како некој тренер. Веќе сега, слободното време, кога одиме на тие балкански првенства, јас сум веќе лидер на тој тим 30 и нешто години на доктори тенисери, гледам колку е тоа релаксирана работа, покрај сите стресови. Како не знаев јас опера да барав, додека се печеше тапчето, да се запееше опера овде. Добро, сега не реков дека знам да пеам толку за опера, меѓутоа за овие други работи што си ги замислувам, треба. А знаете дека ние некој јас не знам толку да пеам, ама си попевнуваме. Некој спортот гледам дека повеќе успеваат, знам, син ми е ракометар. Повеќе успеваат луѓе од помали средини кои немале можност родителите да им пружат и успеале со спортот да станат успешни луѓе. Славни за разлика од нас скопјаните или градските деца кои на некој начин сме размазени, одиме на други страни, меѓутоа има исклучоци, така да. Сепак, како велиме, Господ што сакал, тоа сте биднале и школувањето плюс. Ќе пробаме ли да исечеме парче? Да ви придржам тука да не ви биде топло. За држење, ова може да лизга. Еве. Како да бидат коцки, триаголници? Како ќе ти е тебе убаво, така. Нека биде така. Битно е да исечеме.
да се погледне парче. Убаво не е испечена, тоа е битното. Убаво не е испечена. Погодена ни е. Знаете дека секојаш првите парчиња најтешко се вадат, се кршат, затоа што е топло, но ние ќе се обидеме да извадиме едно парче. Помагам? Добро. А и ова. И ова. Ете така. Сега дали кој ќе го вадиме? Хајде, кој да биде полека. Топло е, залепено е за... Нема да можеме да извадиме, може би, убаво парче, но... Ова Со помалку. лажичката. Со таа. Ете така. Ќе се обидеме да извадиме парче. Првото парче е најтешко, потоа одат полесно. Колку толку задржа форма. Да се види дека е со интегрално брашно и дека сите состојки се гледаат на вистина убаво. Вкусот мами. Ќе го правиме дома. Нели? Керките прават обично благи работи, ама сега ова ќе обично да го прават. А знаат да прават баш вака во... Така, рецептот ќе го запишам. Да, со тоа што ставаме ние, онаа хартија за печење која можда може не и овде, одговара но секогаш. хартија за печење, дека масло го маслото помачкав, помага. еве гледај. Ова веќе ќе се извади целосно. Така. Ова парче веќе полесно. Јасно. Второто парче ни е секогаш полесно, бидејќи првото нели се трудиме да извадиме, бидејќи е навистина многу топло. Навистина ми беше мило што ми дојде на гости, направивме еден убав рецепт. Гледачите еве ќе бидат радосни затоа што во нашата емисија ќе бидете дел од овој серијал, втората сезона на Гответе со Дракче. И овој рецепт ки него има во нашата, сега очекуваме да ни излезе брошура со сите рецепти. Така, освен што редовно се емитува нашата емисија, се емитува и во репризни изданија и за време и на викенд, но и ќе имате на нашиот YouTube канал, па да се пофалите на пријателите кои што не ве гледале денеска. Благодарам многу. Бев малце резервиран кога ме поканивте. Малце трема, јако многу често излегам на телевизија, меѓутоа уживам во емисијата и одлично беше. И ќе беше грешка ако ви одбиев. Благодарам. Ова е подарок од нашите пријатели од МОС, ваучер од 1500 денари, каде можете да си купите нешто како подарок за вас од нашата емисија, спомен со кој што заедно со пријателите еве ќе уживате и ќе кажете дека е токму од нас. Благодарам уште еднаш. Уште еднаш и јас благодарам. Драги мои, тука сме пред самиот крај на нашето другарување и навистина ми беше радост и задоволство затоа што сме заедно со доктор Никола Пановски, направивме една убава постна проја. Се надевам и вие ќе ја направите дома, затоа што навистина е лесна. Доколку не го запишавте рецептот, ние ќе ви го напишеме или ќе ви го дадеме со големо задоволство. Ми преостанува да ве поздравам и да ви посакам многу здравје, многу среќа, чувајте се и ве сакам.